Или државата ќе помогне или ќе се затворат и останатите капацитети во Македонија, алармира најголемата стопанска комора, откако власта иако вети мерките никаде ги нема. Според стопанството, државата мора да покаже сериозност по примерот на другите земји, зашто ова е критичен и тежок момент за компаниите. Поради сериозноста на ситуацијата во која се наоѓа домашната економија, цената на струјата е поскапа од 6 па и до 10 пати. Затоа комората бара владата најдоцна до среда, за кога е закажана седницата на економскиот совет, да ги донесе мерките за ублажување на ценовниот удар. Според комората не постои ниту една земја во регионот па и пошироко која не им помага на своите компании. Барањата се оправдани и економски издржани за да се зачува ценовната конкурентност на македонските производи во услови кога за мегават час Србија има цена од околу 100 евра, Босна и Херцеговина 65 евра, Косово 70 евра, Бугарија има поставена лимит цена од 128 евра, износ над кој трошокот го покрива државата. Романија има цена од околу 180 евра, а Грција прогнозира максимално ниво на цена од 220 евра за мегават час со субвенционирање на другиот дел од реалната вредност на цената на струјата. Стопанството укажува дека без државна поддршка 10 најголеми потрошувачи на струја кои имаат и 6000 вработени со приход од 1 милијарда евра наредната година според овие цени би требало да платат половина милијарда евра, и тоа оваа сума би била само за струја, со тоа што ќе се наруши нивната конкурентност и ќе се удари врз темелите на македонската економија. Од владата се правда дека мерките биле во подготовка. Оно што како влада го правиме од почетокот на кризата, дури и во времето на ковид кризата, се мерки кои што се насочени кон најранливите категории на граѓани. И веќе се подготвуваат и листите и категориите на граѓани кои што ќе бидат поддржани со дополнителни финансиски средства од буџетот. И додека владата се уште работи на подготовка на мерките, фирмите останаа извисени. Најголемиот потрошувач на струја Фени веќе ги изгаси печките поради скапата струја, а вработените заминаа на принуден одмор. За разлика од кај нас, кој се уште ја чекаме државната помош, владите на другите развиени земји веќе им испорачаа мерки за спас на бизнисите, но и за ублажување на ценовниот шок и граѓаните полесно да го поминат овој тежок период.